Дали ќе може да ми го најдеш стихот? 1 Петар 2:9. Супер. Додека Даре го бара стихот. Го најде? Браво. Вие сте избран род, царско свештенство, свет народ, кој му припага на Бог, за да ги прогласите до блестите на оној кој ве повика од темнината во својата чудесна светлина. Интересна изјава на Светиот Дух преку апостол Петар. Бидејќи мора да си признаеме дека е чудно христијаните вака да бидат наречени свештеници. Од кај сега, што е тоа? Што значи сега свештеници? Кај сме ние во муаветов? Христијани, ученици на Христос? Царско свештенство сега. Што тоа значи? Концептот, самиот начин на кој што Светиот Дух не опиша е многу убав, многу повикувачки за истражување. И нели, избран род, свет народ. И се на сето тоа царско свештенство. Сега малце назад едно патување до Стариот Завет. Бидејќи ова е концептот Стариот Завет за свештениците. И бидејќи свештениците биле посебна фела избрана на луѓе, кои што нели требало да бидат специјално од племето на Леви, и тие ја имале задачата единствено да принесуваат жртви, паленици различни за гревовите на Израел. Значи тоа била нивната задача. И нивната служба никогаш не завршувала, бидејќи постојано се принесувале жртви за грев. Постојано се принесувале приноси со кои што свештеникот во името на целиот народ доаѓал пред олтарот на Господ и принесувал: еве Господе, ти сгрешивме, бујрум, без дамка и без дефект јагне за гревовите на цел Израел. И читајте го посланието до евреите, фасцинантно е, ќе се воодушевите. Јас кога се опратив, бидејќи станав христијанка преку тоа што Александар Дуковски ми кажа за Исус, и тој секогаш кога ќе се сретневме еднаш неделно, бидејќи од Скопје идеше тим во Струга за поддршка на верниците кои што тазе сме обратени, и секогаш Александар ми даваше задача за следниот петок да го читате посланието до римјаните и ќе дискутираме. За другиот петок да го прочитате посланието до евреите и да ми објасните што разбравте. И така се учи. Фала ти, Александар, ако слушаш. И фасцинантно е посланието до евреите. И сега во тоа послание, во 7 глава има еден стих, кај што вели, нели сега ја објаснува функцијата на сите свештеници, кои што постојано нели принесувале жртви за гревот. И сега вели, но се појави Мелхиседек без родословие, без почеток и крај, и пред него Аврам принесе десеток. И сега подолу вели во истото послание, но сега се појави врховниот свештеник, Исус Христос, кој што е поредот Мелхиседеков. Зборот Мелхиседек, името Мелхиседек е фасцинантно, значи крал на праведноста и крал на мирот. Видете, тој човек никакви информации нема за него во Библија. Од кај бил, од кај дошол и кај отишол. Само е спомнат дека изгледал да го пресретне Аврам, и Аврам не му принесол жртва, него му принесол десеток од плесството што го освоил во битката. И сега вели, Исус е врховниот свештеник поредот Мелхиседеков. Значи Исус сега, бидејќи е крал на праведност, Исус нас ни даде праведност. И Исус е принц на мирот, но го надминува Мелхиседек. Зошто?
бидејќи еднаш за секогаш го отстрани гревот. И затоа Исус е врховен, суверен свештеник. Но видете, интересното е што во филмот сме гледале кога луѓе дојдат кај свештеник. Што прават? Благослови ме, татко, грешен сум. Оди дома, 100 оче наш, едно 5-6 пати тропар до Марија, тропар до тој светец, тири, тропар by the way, нели пофална песна на некој светец. И ќе ти биде поубаво. Не, нашиот врховен свештеник пишува во Евреите дека еднаш за секогаш го отстрани гревот и ни ја даде својата праведност. Сега. Значи, во Стариот Завет свештениците постојано морале да принесуваат жртви. И во храмот, во местото кај што принесувале жртви, немало стол. Зошто? Бидејќи работата на свештеникот никогаш не била завршена. Одново и одново морале постојано да носат приноси за грев. Кога Исус воскресна, што е запишено во Евангелијата? Се вознесе на небото и седна. Врховниот свештеник седна оддесно на таткото. Заврши. Еднаш за секогаш заврши. Не сме веќе робови на грев, туку кралот на праведноста ни ја даде својата праведност. И сега ние сме облечени во Христовата праведност, кога Бог таткото тебе те гледа, го гледа Христос. Каков е Христос? И сега ние си велиме, ама што е со оние работи што ги сгреши вчера? Не ме цитирајте погрешно. Тоа не значи дека ние не треба да имаме осет кога нешто ќе сгрешиме. Благодатта не е таква. Благодатта има многу висок стандард. Многу повисок од милоста. Бидејќи милоста вели, нели во Стариот Завет, око за око, зап за зап, или нели, ако те наведе на грев, скини го вона. Исус вели, не. Или во Стариот Завет вели, не врши прељуба. Исус вели, брате, со очите, со срцето, со умот, ако оиш натаму, веќе си ја утнал работата. Гледајте го стандардот на благодата. Законот вели, не врши прељуба. Исус вели, јас ќе те научам на нешто повозвишено. Значи, не ме цитирајте погрешно дека ние не треба да имаме таа мека совест која ќе сгрешиме, да кажеме фала ти за простувањето, што ми прости за ова. Бидејќи сега моментот е не дека ние сме фокусирани колку сме грешни, туку во нашата праведност, онака Светиот Дух ти вели, можеш ова и поинаку малце да го измениш. Тоа е стандардот на благодата, тоа е блискоста со Светиот Дух. Бидејќи Исус како врховен свештеник, отвори во Евреите 10:10 и одно после него Евреите 10:14. Ги најдем? Според тая волја, која волја? На Бог таткото волјата. Ние сме, според таа волја, осветени сме преку приносот на телото на Исус Христос еднаш за секогаш. И гледайте го сега во благодат што прави Исус. Не освети и оди сега 10:14, зашто со едно принесување ги направи совршени оние кои што се осветени. Врховниот наш свештеник. И што мислите, како свештеник сега Исус чека ти секој ден да живееш во покаяние, колку си ти заникава, само заради тоа што е врховен свештеник? На почетокот во Прва Петар, во Втора Петар 2:9 беше да ги прогласиме доблестите како царски свештеници. Значи сега јас и ти не сме повикани да се фокусираме на гревот. Читајте во Евреите и 7 глава и 9 глава, каде што вели го тргна веќе гревот. Ти немаш веќе проблем со гревот. Сега ти растеш во праведноста и го обновуваш твојот ум. Како да ги истражуваш сите тие работи што ти се дадени. Видете, ние многу песни во христијанскиот живот, во црквите се пеат дека ние станавме деца кога станавме христијани.
Не е така. Ние од секогаш сме биле деца, затоа што Бог од секогаш бил татко. Ние не станавме Божји деца кога станавме христијани. Кога станавме христијани, нам само ни беа отворени очите да ја видиме привилегијата на нашето синовство во Господ и ќеркинство. Бевме залутани, ама сега дојдовме кај Господ. Што мислите, зошто дојдовме кај Господ? За Бог таткото да не враќа назад колку сме биле за никаде претходно? Вашите деца, кога ќе утнат на училиште, да, ги дисциплинирате, ги поттикнувате да си ја поправат оценката. Ама следното оделение, вие не ги враќате на двојката од претходното оделение и не им зборувате дека имале претходно двојка. Готово, заборавено, сте им помогнале, ја поправи оценката, завршена работа. Вие сега ги охрабрувате за понатамошни успеси, бидејќи сте родители. Зошто Бог таткото би бил поинаков од нас? Зошто ако Исус еднаш за секогаш не освети, го отстрани гревот и не усоврши, зошто сега би не враќал назад? Зошто? Неговата цел е да го видиме каков е таткото, а таткото е страствен во љубовта кон своите деца. Ние често мислиме дека Бог е онака. Не. Бог е многу живописен, експресен, полн со страствена љубов кон своите деца, бидејќи е татко. Татко дава ветувања убави за своите деца. Тренер не дава. Тренер ќе те поттикне или ќе те насочи, ама татко дава ветување убави за своите деца. И така, се спасивме и се облековме со Христос. Колку луѓе фрлаат пари за скапа облека? Милиони. А Библијата вели, ние сега се облековме со Христос, бидејќи во него е целата убавина. Затоа ние сме им привлечни на луѓето, кога зборуваме, кога нашиот говор е зачинет со сол. Зошто? Бидејќи секој човек од Бог таткото е создаден да гледа убавина во таткото. Преку Христос. Христос живее во мене и во тебе и се луѓето сакаат убавина и затоа Библијата вели облечете се со Христос. А не мора да фрлате милиони пари. Не дојде ефтино. Исус го кошташе живот нашата облека. Ама ја имаме привилегијата да ја добиеме без пари. Иако кошташе многу. Ние го добивме неговиот идентитет. И сега сме одесно на таткото. Заедно со Христос. Царско свештенство. Заедно со врховниот свештеник и другите свештеници покрај него. Зошто? За да ги прогласиме доблесните на оној што не изведе од темнина и не донесе во неговата чудесна светлина. Многу интересен изборот на зборови. Чудесна светлина. Не само што ти е просветлен умот, туку во тоа просветлување ти си способен да видиш и да очекуваш нешто што светот ти вели дека никогаш нема да се збидне. А тоа е чудото. Чудесна светлина. Затоа сме ние тука на земјата. Затоа сме тука на земјата. И ние како царски свештеници, ние не сме повикани да им ја тупаме глата на луѓето со нивниот грев. Колку се тие за никаде. Тоа не е Евангелие. Тоа не е добрата вест. Добрата вест е дека Исус дојде да им даде квалитетен живот. За и тие од темнината да излезат во чудесна светлина. Кога мене Александар ми зборуваше за Христос, не ми кажа колку сум јас за никаде, ако не се покамтиш ко мене.
Туку Александар беше послушен на Светиот Дух да ми го донесе оно што мене ми требаше на мојата душа што страда. А тоа е дека Господ Исус никогаш ниту бил, ниту ќе биде против тебе, без оглед колку и ти да си ја утнала работата. И не заврши тука, Александар после се молеше, сакаш ли да го примиш Светиот Дух, затоа што веќе ја виде дека почвата е спремна. И ми рече, за да не останеш во истото размислување, тоа е Евангелие. За да пркнеш, и не само да пркнеш, туку да почнеш да леташ. И заедно и другите да ги викнеш во твоето јадо. Тоа е Евангелието. Тоа е добрата вест. Затоа како царски свештеници, не сме ние сега свештеници како во филмовите. Да им кажуваме на луѓето, слушај, грешиш, ако не се покаиш, тешко тебе, зато ти е вака во животот, дарара. Да, си има место и ситуација сето тоа каде што може да им се укаже на луѓето, бидејќи Бог сака ние да растеме во одговорност. Но, не е Евангелието во тоа. Евангелието е ние сега како царски свештеници да ги видиме доблеските на Исус во секој ден што го сретнуваме, без оглед колку и да ни боде очи. Тоа е Евангелието. Затоа ние сме повикани од темнина во чудесна светлина. Зошто? За во нивната темнина ние да ја видиме светлината на Исус во нив. Бидејќи се нас не се осветлени очите. Замислете си да имате можност физички да отидете на кафе со Исус. Бидејќи молитвата ние вака ја сваќаме како царски свештеници. Замислете оваа сцена. Излегнете на кафе со Исус. И претходно, нели се, со скапотијава Исус ви вика, јаве често. Да не се секирате. И онака, нели, излегнете на кафе со Исус, и намаса, и онака, и го почвите вашиот муавет, односно молитвата, што ние ја сметаме дека е молитва. Исусе, ти знаеш каков е тој. Исусе, вака и вака и вака и вака. Ти знаеш, Господе, ти знаеш дека тој ништо не знае, за ништо не го бива. Ти знаеш, Господе, да. И Исус онака. Чекай сега да ти кажам. Ама Исусе, во Твое име сега, ние се молиме, пресведочи го за греб. Може да ти кажам нешто? Тој човек го родив за да биде татко и да ги учи другите како да бидат татковци. Исусе, безчувствителен е, скрши моја себичност и арогантноста. И во нашата молитва ние забораваме да го слушаме Него, врховниот свештеник, со каква светлина зборува за другите. И знаете што е најтажно? Исто да тоа го правиме за самите себе. Во нашето тивко време со Него. И мислиме дека тоа е понизност. Знаете она изјава, не го користете името на Господ напразно? Ние мислиме дека се пцовките по филмовите. Кај што се употребува името на Исус. Името на Исус напразно се употребува кога тој се обидува да ни каже што мисли за нас, а ние му велиме, ама не. И одлучуваме да се држиме до тоа како ние се гледаме. Царско свештенство, ние сме повикани за нешто многу повеќе од она да го зборуваме само оно што го гледаме. Ние мислиме дека набројување на факти се молитва. Ние мислиме дека објаснувајќи ја ситуацијата во светот, во присуството на Господ, дека е молитва. А Исус вика, таткото знае, но кога се молите, молете се вака. Татко наш, нека биде волјата Твоја, царството Твое како што е на небото, така на земјата. Од кај ќе стам ја, што да донесам на земја да го не видам како е на небото? На небото има само декларации
за доблестите на царот. И како царот ги гледа работите. Тие се фактите релевантни на небото. Исус, пред да се роди, 800 години пред да се роди во Исаија, е дадено пророштво за него и вели, ова е знакот што ќе ви биде даден. Нели, знакот дека ќе дојде избавител кој што ќе ги избави луѓето од робство. Девица ќе зачне и ќе роди син. И ќе му го дадат името Емануел, силен Бог, вечен татко, принц на мирот, чудесен советник. Мене лично, моментално, највосхитувачки сега ми е чудесен советник. Токму најверојатно поради времето во кое што живееме или притисоците со кои што се соочуваме. И сега, нели, што би рекол нашиот Иле, чудеси, Вики, чудеси. И нели често Иле тоа го користи, ќе си правиме моја, чудеси. И однака, и се вели, чудесен советник, на англиски е wonderful, full of wonders. Полн со чуда, советник. Што значи тоа? Дека во нашето време кога ние си разговараме со нашиот тато, ние неминовно ќе добиеме совети, кои што кога ќе ги прифатиме, ќе направат пробив и ќе донесат чуда. Затоа е чудесен советник, бидејќи неговите совети се полни со чуда. И тогаш нашите молитви не преминуваат од само просто именување на факти во молитви со кои што се разурнуваат упоришта на духовните небеса. Бидејќи за тоа сме повикани. Ели, вашето оружје не е против крв и месо. Вие имате божествено оружје. Зашто? За разурнување на упориштата. По дефиниција, упориште е слика за тврдина која што во време на војна сојузниците не успевале да ја освојат. И оттаму доаѓале повремени спорадични напади и правеле проблеми. Тоа е упориште. И се вели, вашето оружје е божествено за разурнување на упориштата. Кои упоришта? Врз една регија, врз област, врз држава, врз нација. Знаете колку упоришта има во Македонија? Број 1. Здравјето е идол во Македонија. Од благослов здравјето прераснало во упориште. Бидејќи луѓето се што прават, се околу здравјето. И она што е благослов за луѓето станува бреме, а со тоа и проклетство, бидејќи живеат во постојан страв. Поздрав на здравје и јадење, со здравје, здравје Боже да се видиме, ај здравје другата година, Господ само здравје да даде. И знаете што звучат супер? Звучат супер. Ама се инспирирани од страв и немаат врска со Светиот Дух. Зошто? Бидејќи не треба ти да го молиш Исус да ти даде здравје. Исус е нашето здравје. Тоа е нашето наследство. Ние не сме просијаци, ние сме царски свештеници, кои што се повикани да ги прогласат доблестите на нивниот крал. Една од доблестите е дека тој крал е здравје. И дека тој крал секогаш сака луѓето да се здрави. Ама зошто луѓето не се исцелиот кога се молевме? Не ме интересира, ниту планирам книга да напишам зашто тие молитви не се одговорени, затоа што во Библија нигде не пишува дека тие молитви нема да бидат одговорени. И нема потреба, и немам ни на крај памет не ми да пишам книги зошто не е одговорено. Бидејќи без оглед на моето искуство,
ја ќе продолжам да верувам и да прокламирам дека Исус е апсолутно добар. И во неговата апсолутна добрина здравието се подразбира. И друго, лично за мене ништо не ме интересира. Ниту сакам да се бафтам заш и како. Тоа е апсолутот. Исус е апсолутно добар. Што значи да се размислува како царски свештеник, како кралство? Нели, англичаните имаат израз сина крв. Нели, тоа значи дека си благородник со педигре од благородничко семејство. Тој сина крв има, значи кралска крв. Тоа значи да размислуваш и да зборуваш како кралот. Тоа значи да си царско свештенство. Тоа значи да си царско дете. Да размислуваш и да зборуваш како царот што размислува и зборува. Може Лука 15:31? Нели, ова е најпознатата парабола за враќањето на изгубениот син, но ние нема да се фокусираме на изгубениот син, пошто за него се изнаслушавме проповеди со години. Ја од секогаш кога сум го читала Евангелието по Лука, мене вториот син секогаш ме фасцинирал и ме поттикнувал на молитва. Онака, заман, Господе, прави што ќе правиш со мојот карактер, само да не сум како него. Бидејќи вториот син, кој што служеше верно на таткото, беше најарогантното суштество и најљубоморното суштество што постои. И сметаше дека е во право да биде себичен и арогантен само заради неговото служење. И са тој син му вели на таткото: "Овој, све лом напре со твоето богатство. Ти приреди забава за него. Јас верно тебе ти служев, ти мене не ми даде јаре да се провесувам со другарите." И сад таткото му вели: "Сине мој, чедо, ти си секогаш со мене и се што е мое е твое." Ова е царскиот начин на живење. Значи, во нашиот растеж со Господ, во нашето дружење со Него, ние треба или би требало да дојдеме до точка кај што ние веќе за работите кои што ни следат од нашето синовство да молјакаме како просијаци. Туку ние, како што кажа Николче за време на славењето, ние треба да истражуваме. Што има, Господе, во Твоето царство? А е Твое, за да јас го донесам на земјава, да биде мое и да биде за другите. Бидејќи Исус рече: "Татко наш." Значи, секој моје откровение, секој мој успех, секој мој напредок надвори во црквата треба да биде за ваш благослов. И обратно. Затоа е татко наш. Затоа црквата е семејство. Нема индивидуализам. Твојот просперитет влијае врз мене. И затоа таткото го кажа ова што го кажа. Не требаше да ме прашвиш. Требаше само да истражуваш, бидејќи се што е мое е твое. И видете, колку пати промашуваме, што поседуваше, се што поседуваше таткото им припаѓаше на синовите, без да го молјакаат. Се. Синот заборави да ја побара радоста која што е во Светиот Дух. Што слушавме во претходните проповеди, во тој стих од Римјани 14:17. Божјото царство не се состои од јадење и пиење, туку од праведност, мир и радост во Светиот Дух. Дури не пишува ни љубов. Радост пишува. Заборави да се радува. Заборави да види дека таткото се што има е комплет, не е двоив. И да ја побара радоста. Се што е мое е твое. Затоа ние сме царски свештеници, да ги прогласиме до блестите на оној. Како? Со тоа што ќе се трудиме да растеме во понизност и да го гледаме Христос во секој еден што го сретнуваме.
И во секоја една ситуација која што не става во менгеме, ние да го видиме Христос и неговата чудесна светлина и неговото избавување на чудесниот наш советник. Она што Исус го ослободи како врховен свештеник беше надежда. Живата надеж. Бидејќи пишува во Евреите, помина зад завесата, со својот принос еднаш за секогаш ги освети и донесе надеж. И се вели во Евреите 9 глава, сега таа надеж е нашата котва за душата во време на потреба. Каква надеж? Дека нема да се менуваат работите, бидејќи така треба да биде? Си пишува во Библија? Не. Бидејќи сме повикани да ги прогласиме доблестите на оној кој што поседува доблести. За да ги видиме во другите. И за да видиме дека нашата молитва, нашето заедништво с Исус ги менува ситуациите, ги менува околностите. Дури ако не се случи да се смени ситуација и околност, ти ќе се смениш. И ќе продолжиш пак, насред несменета околност, да ги прогласуваш доблестите на оној кој што е на наша страна. Матеј 11:12. Ова ми е еден од најконтроверзните и за мене лично најубав стих, бидејќи многу ме предизвикви. И ова е изјава на Исус, откако учениците на Јован Крстител доаѓаат на Исус да го прашаат дали си тој Месијата, бидејќи Јован Крстител кој што е во затвор не прати да те прашаме тебе. Интересно е, Јован Крстител пред да отиде во затвор, за Исус изјави дека е Божјото јагне, дека е спасителот на светот. И сега заради притисок, односно го ставија во затвор и му се закана со живот, Јован завореј. Прашајте го Исус дали е тој Месијата што треба да го чекаме или треба да чекаме некој друг. Се наоѓаме себе си во неговата ситуација, дека во време на притисок ние забораваме што сме кажале под откровение. Бидејќи откровението не е само инспиративна мисла што претходно не ни дошла, па сега ја имаме. Откровението е мисла инспиративна која што ние треба да истражуваме на практичен начин како се остварува во нашиот живот за да биде остварливо и во другите. И сега Исус вели, им објаснува, кажете му на Јован, мртви воскреснуваат, лепросни се исцелуваат, сиромашни се ослободуваат, затоа што Божјото царство настапи. И вели, од дните на Јован Крстителот до сега небесното царство трпи насилство и насилниците го отимаат насила. Не се мисли на насилници со пушки и пиштоли кои што сеат терор во некоја држава и се пара некаква си воена организација. Туку вели, оние кои што ја разбрале силата, што ги поттикнува да бидат привлечени кај Исус, упорно се држат, нема да пуштам додека не го видам овој Господ остварен во мојот живот. Се сеќавате на Јаков во Стариот Завет како да го доби името Израел? Не те пуштам дури не ме благословиш. И сега царските свештеници одеднаш добиваат заради интензитетот во кој што се повикани име насилници. Ама во најпозитивна смисла. Зошто? За небото да се манифестира на земјата. И тоа подразбира често пати дека треба да ги уриваш сите тие началства на небесата. Во Македонија култот за здравјето, стравот за иднината, преобсесивната зависност од апчиња. И се вели, од дните на Јован Крстителот до сега небесното царство трпи насилство. И насилниците го отимаат со сила. Ајде да се вратиме малку
малце назад хронолошки. Што се случуваше во службата на Исус пред Јован Крстител, откако Јован Крстител се појави до неговото затворање во затвор? Жена, која што во тоа време несвојствено беше да се доближи до маж, а камоли да слуша проповед од маж, пристапи и седна до колената на Исус. И Исус ја пофали. Не за ја пофали. Не сестри која што се искрши од работа за да го угости Исус. Марта и Марија. Што друго се случи? Жена со крвотечение 12 години. Слушна дека Исус е полн со исцеление. Абе да се доправам до облеката и тя ќе оздрава. Хоп! Оздраве жената. Не беше дури ни Христов ученик. Проститутката со алабастерот, садот со миризливо масло. Нејзината заработка за проституција. Ја исто и го искрши садот од алабастер пред носете на Исус. И го помаза. И што доби од Исус? Насилнички. Проштевање на нејзините гревови и нов живот во благодат. Што друго се случи насилнички? Кровот на куќата од Петар апостолот ја упропастија, гипс картонот дојде. Само за да го добие параплегичарот исцелението. Сирофеничанката. Сирофеникија била област која што била омразнена од евреите. Зошто? Затоа што се мажели и женеле со други племја кои што не биле евреи. Нејзината ќерка е обседната со демони. Исусе, исцели ми ја ќерката. Го доби. Слепиот на патот. Сине Давидов, смилувај ми се. Абе, доста не викај му сметаш на Исус, дај таму зачепи. Исусе, сине Давидов, смилувај ми се. Што сакаш за тебе да направам? Насилниците го отимаат царството со сила. Јас и ти сега го имаме Исус во нас, Светиот живе во нас. И ние имаме способноста и откровението на врховниот свештеник да туркаме и да нишаме нешто што не му припаѓа да биде изградено за оваа држава, за овој народ. Ние сме повикани да ги направиме парампарче тие гнили темели на злото. Зошто? Заради тоа што Исус кажа, Исус дојде да ги разумне делата на злиот. Преку кого? Преку мене и тебе. Исус е на небо. И совршено се застапува за оние што се на земјата. Зошто? За она што е на небото да дојде совршено манифестирано на земјата. Бидејќи сега на небото имаме совршен човек во тело, кој што се застапува за нас. Знаете, и се ова звучи, леле, премногу е добро ова, леле, ама гледа реалноста. Знаете што? Тука стапува на сцена стихот, насилниците го отимаат царството на сила. Јас дома, пошто супнели како диносаурус во однос на технолошки работи, се уште слушам музика на CD плеер. Не се смеј. И онака, вие таму во задните редови знаете сигурно што е, така? И сега видите, јас се уште го користам и најинтересно е што олкав предмет кој ќе ставиш ти во CD плеер. И од некоја причина CD плеерот ти вели no диск. Олкаво! И CD плеерот ти вели no диск, не ти го чита. И сега много интересно, не ти го чита дискот. И сега CD плеерот, иако е софистицирана згодја, однака не ти вели не го чита дискот или проблеми со читање на дискот, туку ти вели no диск. А ова стои внатре. И си кажеш, добро
Сериозно, мене ме правиш ненормална? Абе, има диск внатре, види го! No диск. И сега, денес живееме во такво време со сите тие притисоци кои што пробуваат нас да не истиснат од она за кој што ние сме повикани, ти вели, нема диск. Не бе, се молевте, ништо не видна, колку луѓе умреа. Нема диск. Не бе, гледај сега, вие почнавте да се молите, овие влегоа со тенкој, нема диск. Не бе, ќе видиш, гледајте го по кафе, нема шанси да го нема. Мојот само опцията за читање да треба да се смените и да се изчистите. Исто како што треба нашиот ум да се обнови, како царски свештеници. Не е дека Божјото Слово не действува и не е делотворно, туку нешто во нас треба да се смени. Начинот на кој што ние го донесуваме Христос на луѓето треба да се смени. Начинот на кој што ние се дружиме со Христос во молитва треба да се смени, да доживее ажурирање на софтверскиот систем. Затоа што во спротивно злиот ти ни каже нема диск. Не ме си пиши таму во Библија, ќе биде полошо. Стварно. Стварно. Ја поинаку ја читам Библијата. И тоа е фасцинантното, нема диски, вика, и еднаш дури се најдов себе си сама да си зборувам на CD плејер. Кога ти бре ќе зафркаваш нема диск? Како нема диск? Или ќе ставиш друг диск и него го чита. Кој ќе те предизвика некој со словото, не ќеш да го слушаш. Ќе се правдаш. No диск. Ама ова друго, ќе си го слушам. Затоа што ми одговара цена моменталната емотивна состојба. Шубо ми е. А за друго, no диск. Добар е таткото, стварно е добар. Стварно е добар и мене ме фасцинира неговото срце за нас. Не ме прашав за дозвола, но сигурно ќе ми дозволите, Тони и Милена, да го спомнам овој случај. Се сеќавам кога бев кај нив на кафе и си правиме муабет и нешто се деси некаков, имаше проблеми, се работеше нели за безбедноста на нивните деца и одеднаш Тони го снема. Го гледаме на балкон, Тони трчат во заштита на неговите деца онака. И се, јас стојам вака со кафето и викам, вау, а тек тато небесен. Бре, окради, све ќе прескокниш, зошо пееме, ридови и гори Исус прескокна, ридови и гори прескокна, ридовите и горите се символ за пречките во нашиот живот кои што ние сметаме дека се непремостливи. И пееме дека низ ридови и гори Исус претрча за да дојде до нас, за да не освои и за да не пренесе, не само да не освои, туку да не пренесе во царството на неговата чудесна светлина. Не може да не го славиме таквиот Господ и да не уживаме во неговото присуство. Да не уживаме. Најубавото нешто што можеше да ни се случи во животот е да ја дознаеме татковата љубов за нас. Најубавото нешто што некогаш ќе ви се случи е да растете во откровението како таткото ве љуби. Нема подобро од тоа, бидејќи е толку се опфатно и големо и влече и другите да дојдат и да го видат истото. Таква сила зрачи откровението за татковата љубов. И затоа ние сме царски свештеници, за да ги прогласиме доблестите. Во англискиот превод е славите на оној кој што не повика од темнина во чудесна светлина. Ајде да станеме.
Hvala ti, Isuse, hvala ti, Isuse, hvala ti, Isuse, hvala ti, Isuse. Hvala ti, Isuse, hvala ti, Isuse. Ние те славиме на ова свето место.